еден тип на продукт што ќе го правиме, ќе треба да изгледа на ваков начин. Што ќе правиме сега? Ќе патиме мејл? Сега ги пишуваме мејл на Емилија од Агенција за заштита на податоци. Да направам зелени делови ќе нацртам, па потоа тие зелени делови ќе се намалуваат, ќе направам така малку анимација. Јас би можела да правам интервјуа. Јас би можела да ги договорам. Им покажеме со колкава леснотија се прават лажни видеа и како може да направат паника. Може да направиме пресретен телефонски разговор, кај што, например, ќе вклучиме двајца председатели кои ќе зборуваат за напад на трета. Нели има такви апликации кои што може да се замени со глас и со изглед, слики и така натаму. Анимации. Види колку фоловери има, скоро 30.000. Треба неа да ја викнеме, мислиш? Па би можело. Како животот на инфлуенсерите влијаат врз нивното ментално здравје? Добар ден, јас сум Стефанија Мартиновска. Работиме на прилог за инфлуенсери. Дали би сакале да бидете наш соговорник? Дечки, погодете што? Имаме инфлуенсер. Po e kam pyet për dokumenteve çfarë i kam zgjer. Екипа добив одговор од Илија од Центарот за управување со кризи, значи вели дека денеска може да ви даде изјава, сега вие треба да ги подготвите прашањата. Лусија, дали имаш некое прашање подготвено? Да, ќе го прашаме дали Македонија користи вештачка интелигенција за спречување на пожарите. Да, јас ќе бидам задолжен за видеата и еве најдов нешто овде за видеата. Јас ќе барам делови за Русија и лажни видеа, кој сака за... Не, јас сум за мене. Кој на К15 се. Профилот ми беше хакнат. Може? Илици ни го хакира Инстаграм профилот. Почна... Изгледаш овака. Вака? Кажете ми кога да почнем тоа. Ама се вртиш да гледаш, почнеш да спориш. Од тука? Да. За помалку од 10 минути направите видео. Расположи се малце. Но како ќе раснат по... Не, чекај стоп. Камера иде, може. Чекай, значи не идеш толку брзо. Насмеани.